Мечките повторно се спуштија во селата во Мавровскиот регион. Локалното население тврди, мечките слободно шетаат навечер. Недостатокот на храна ги охрабрува да движат близу населените места. Населението страува за сопствената безбедност. Оставени сме сами на себе во овој регион, искрено, а така да се доаѓа бербава, може да се сретнеш некогаш и во берба и со мечката, не дај Боже, не дај Боже, и деца поминуваат, пројдуваат тука. Ајде, ние како повозрастни можеме да се снајдеме, да речеме некако, ама дете мало со не дај. Дел од земјоделците веќе имаат штети. Сандаците со пчели и дрвата со јаткасти плодови засега се главна мета на мечките. Борче Божиновски, иако плацот го оградил, вели досега неколку пати влегла внатре и направила огромна штета. Освен што ги губи плодовите, мечката направила и голема штета на самите дрва, а според неговите проценки, животниот век од 40 години е намален на помеѓу 10 и 15 години. Имам ја доста штета оваа година, како и пред 2 години од мечката. Јас имам плантажа од 30 ореви, тие турската сорта ореви, каде што баш сега во самата берба едно 3 до 4 пати влегува во плантажата. Нема начин. Мојата плантажа е тотално заградена, заградена со бодликава жица и со дополнителна зелена жица, пластифицирана жица, но сепак знаете како е мечка, не може да се сопре. Така да скоро 3 пати влегува во плантажата и како да ви кажам, од орев на орев го собира целиот. Реканскиот регион и пред 2 години имаше проблем со мечките. Тогаш локалните жители имаа и блиски средби со ова животно, но за среќа немаше посериозни повреди. Активистите бараа да се обезбеди доволно храна за мечките да не се спуштаат во селата. Тогашниот директор на ЦУК Стојанче Ангелов даде и идеја дел од нив да бидат дислоцирани во други региони во државата. Според последните податоци, во Националниот парк Маврово има околу 160 мечки, иако нормите налагаат на тој потек да има околу 70. Кафеавата мечка е забранета за лов и се смета за строго заштитен вид. Тоа е регулирано со 2 закони: Законот за ловство и Законот за заштита на природата. Даниел Василев, Сител телевизија.